Добро утро, Ване, тукму така како што најави. Мај е месецот кога 9 одделенците треба да одлучат каде ќе го продолжат своето средно образование. Училиштето Васил Антевски Дрен, средно економско и правно училиште во град Скопје, е едно од најпопуларните и најбараните кај 9 одделенците да го продолжат своето образование. И токму утринава екипата на Македонија наутро се наоѓа во ова училиште, а наша соговорничка е професорката Радојка Хилман Денковска. Професорке, добро утро, добре дојдовте во Македонија наутро. Како сте ова утро? Добро утро, ви благодарам на поканата. Одлично сум ова утро, особено кога треба да зборувам на една исклучително интересна и важна тема за нашето училиште, а и кога ќе можам да влијам на 9 одделенците да донесат паметна одлука за нивната иднина. Огласот за упис на нови средношколци во прва година е веќе објавен на веб страницата на училиштето. Кога се датумите за електронско пријавување и колку ученици ќе бидат примени во Васил Антевски Дрен? Точно така. Огласот е веќе објавен, го има и на нашата училишна веб страна, значи може тamo да се информираат. Електронското пријавување е на 14 и 17 јуни, а потоа следи доставување лично на документите во училиштето. Оваа година, значи во уписната година 2025 и 2026, нашето училиште ќе прими 467 ученици, кои ќе бидат распределени во 14 паралелки. Во најавата кажав дека вашето училиште важи за едно од најпопуларните училишта кај 9 одделенците кога станува збор да се донесе одлука каде ќе се продолжи средното образование. Какви насоки се изучуваат во ова средно економско и правно училиште? Малку да не бидам нескромна пред вашите гледачи, навистина нашето училиште, особено последниве 2 години, е многу популарно. Особено од кога го внесовме и новиот смер, а тоа е дигитален маркетинг и e-commerce. Значи, од тога сме навистина популарни, бидејќи ова е стручно училиште, а во ова денешно модерно време, динамично време и дигитално време, ќе речам, значи, потребно е одма да имаме ние ученици, веднаш со стекнати знаења. Значи, кај нас добиваат знаење, но покрај знаењето добиваат и вештини. А тие вештини може да ги стекнат само во стручните училишта, бидејќи во текот на целата 3 и 4 година учениците еден ден во текот на неделата одат на пракса. Значи тоа е предмет учење кај преку работа кај работодавач. Значи имаме ние склучено договори со повеќе од 100 компании, не само реномирани компании, туку и државни институции, каде што тие учат од професионалци. Значи се стекнуваат со вештини и тоа е предноста, да кажем, на стручното образование. Тие одат на пракса 16 недели, значи тоа е еден долг период и дури, верувајте, дека после завршувањето на праксата, дел од компаниите и ги запослуваат учениците, ако се покажат добро. А што се однесува до смеровите во нашето училиште, оваа година, како и минатата година, ќе имаме економски техничар 3 паралелки, ќе имаме техничар за е-трговија и дигитален маркетинг 4 паралелки, за правен техничар ќе имаме 6 паралелки и имаме уште една нова паралелка, освежување во правниот смер, а тоа е билингвална француска паралелка, од минатата година за прв пат е воведена, така да тоа е новитет во нашето училиште, доколку некој сака да ја гради својата кариера, да речеме во странство, можеби е добро да дојде во оваа француска паралелка да изучува кај нас. Ја споменавте насоката трговија и дигитален маркетинг и чинам дека е единствена ваква на територијата на државата каде што се изучува токму во вашето училиште. Што изучуваат учениците што се запишани на оваа насока? Токму така, со гордост можам да кажам дека ние сме првите што ја воведовме оваа насока, дигитален маркетинг и трговија, бидејќи живееме во дигитален свет и веќе одамна маркетингот не значи да се пушти една реклама или да се креира еден постер, значи тоа е многу повеќе, така да во таа насока се учат дигитални алатки, значи дигитални современи алатки, вклучувајќи и вештачка интелигенција, ги учиме учениците како да бидат дигитални лидери, како да креираат собствена онлайн продавница, како да водат и да креираат веб страница. Значи, све што е актуелно денеска, ние го имаме вклучено во ова
во оваа насока и можам да кажам дека тие со стекнување на тие дигитални вештини можат и веднаш значи да креираат свој собствен бизнис, а не да ја чекаат да ја добијат дипломата. Така да токму тоа е предноста. Ние во нашето училиште во тој смер се градат едни дигитални лидери или дигитални предприемачи, ние ги викаме, бидејќи е комбинација и со економијата. Професорке, за крај на нашиот разговор, која е пораката до оние ученици од основно образование што се уште не се одлучиле каде да го продолжат средното образование? Јас пред себе рекла да си одберат самите тие. Да не одбираат училиште како што ќе им кажат нивните родители или ќе одам ќе се запишам во тоа училиште дека моите соученици одат таму или брат ми или сестра ми бил таму. Значи да одберат на вистина нешто што тие го сакаат. Тоа е најважно од се. Понатака би рекла да одберат стручно, бидејќи мислам дека тоа ќе им даде во ова денешно време веднаш некоја вештина. И со таа вештина тие ќе можат да излезат на пазарот на трудот. Значи би рекла да одберат паметно, да одберат стручно, да одберат училиште, Васил Антевски Дрен, каде што ние им даваме значи покрај знаењето, им даваме и конкретни вештини. Затоа ги повикувам во оваа прилика, ако ми дозволите, на вашите гледачи, на деветоделенците, дека на 23 мај во 12 часот училиштето ќе има отворен ден, па повелете дојдете со вашите родители, со вашите соученици, едноставно да се запознаете со нашиот квалитетен кадар, со директорот и да ја осетите енергијата која што владее во Васил Антевски Дрен. Така, на 23 мај сите што сакаат може да дојдат на отворени ден се вратите. И да се запознаат и со вас и со целиот наставен кадар во училиштето. Професор, ќе ви благодарам за одвоеното време и гостувањето во утро во Македонија научи. Благодарам на поканата и очекуваме повторно. Разговаравме со професорката Радојка Хилман Денковска овде во училиштето Васил Антевски Дрен во Скопје.